Фаталната 49 годишна прилепчанка со иницијали ЛВ, која денови ја бранува македонската јавност, откако некои од незините поранешни интимни пријатели се охрабрија јавно да проговорат за тоа како станале жртви на незините измами и кражби на поголеми суми нивни пари, според информациите до кои дојде Алфа, веќе 6 години не е непознат лик за органите на прогонот. Таа во моментов има две активни кривични пријави. Едната од 2014 година за кражба на мобилен телефон од стан, а втората е од пред 2 години за измама и злоупотреба на платежна картичка од своја блиска повозрасна роднина, дознаваме од наши полициски извори. Но и покрај ова, според нашиот извор, оваа жена се уште е на слобода, непречено продолжувајќи ја својата веќе разработена шема за лов на поситуирани и очигледно понаивни партнери, од кои, откако ќе ги ограби, заминува без трага и глас. Озлогласената прилепчанка ја нема ниту во незиниот дом во Прилеп, од кој откако пред неколку години починал незиниот втор сопруг, таа била избркана од неговите роднини. Тука сега живеат незиниот син, посинокот и свекорот. Соседите кои од почит кон семејството не сакаат да зборуваат во камера, зад камерата не го криеја своето чудење зошто таа се однесувала така, кога никогаш како семејство не биле во лоша финансиска состојба. Дури издавале и дуќани под кирија. Ја опишуваат како жена која луѓето ги фаќала на емоции, со плачки и измислени емотивни приказни. Еден од соседите вели дека за малку и тој ќе станал жртва на незините измами, за известна бизнис сделка, но благодарение на разбирањето на незиното семејство, тој поминал неоштетен. Според соседите, се побројни биле и луѓето кои зачестено доаѓале кај семејството, од кое си ги барале своите пари, што особено срамно и тешко им паѓало на незините веќе возрасни деца. За овој случај побаравме одговори од Прилепското основно јавно обвинителство. Меѓутоа, оттаму ни беше речено дека заради короната обвинителството се уште е затворено за странки, а најсоодветно за ваквите предмети било тие да се отворат на лице место, како би се избегнале евентуални несакани последици.